Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско-историската област, распослана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областа Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, обколена од сите страни со високи планини на запад, со планинските горостаси Стогово и Караорман, кои ја одделуваат од областите Струшка, Малесија, Дримков и Дебарска жупа на исток, со планините Слава и Планина, Илиска и Плакенска, која ја одделуваат од областа Железник, односно Демихисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и област на Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина Славна Дебарча. Во селото Годивје е едно од 24 села, распослано во Горна Дебарча, на источните падини на Слава и Планина, оддалечено 27 км јужно од Кичево и 38 км северно од Охрид и Струга. Атарот на селото Годивје граничи со атарите на селата Сливово на исток, Врбјани на север, Режаново и Селци на запад, Латиње на југ и Арбиново на југоисток. Овој пат решив да прошетам низ ова населено место, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во ова село, за чија населба устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат, речиси, од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде и да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина историја за оваа многовековна населба. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова село од памтивека е наследник на сакрални градби од сите типолошки варијанти. Почитувани мои, наминав и во ова село мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам дел од непорекливата драгоцена слика за селото Годивје низ времето, надополнита со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Дебреца е една област во Западна Македонија во која што гравитира 24 селски населби. Името на оваа населба е од старословенскиот збор Дебр, што значи питома долина котлина. И навистина, кога вие ќе посетите Дебрца, добивате впечаток на една, дека се наоѓате во една природна убавина, која што го полни срцето на секој кој што ќе дојде овдека. Меѓутоа, за жал, населението од овај крај веќе одамна е иселено, така што остана уште неколку села кои што едва живуркаат и нашата имаме иницијатива која што со одредени активности сакаме да воспоставиме нов живот во овие селски населби.
Наминав и во ова село да го видам селото поотблизу, што се вели, да се видам со мештаните, да си направам лав муабет по старински обичај, што се вели, да си ја отворат душата мештаните од ова село, да ми раскажат за животот некогашен во ова убаво село во Горна Дебарча. И навистина така и бидна. Смолајмо на Господа, како што вели народот, во годивје дојдов на сам ден на спасов ден. Моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе овде во славна Дебарча. Поточно речено ме донесе во селото Годивје на сам ден на спасов ден. Дојдов во ова село да направам нов видеозапис не само за селото Годивје, туку и за манастирскиот комплекс Свети Спас. Па ете, почитувани мои, заедно со моите домајчини, мештаните од селото Годивје, ќе во положение на оваа репортажа ќе ви дадиме дел од празнувањето на овој патрон на селото Годивје. Во селото и овој пат дојдов рано, но не со моето возило, стариот руски джип Камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник, овој пат го остави малку што се вели некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија кои го чекаат туку со автобус. Пореки си 3 кусур сати, народски кажано, возење по магистралниот пат Скопје-Тетово, Госпила Чичево во правец на Охрид, пред речиси 40 километри пред Охрид, слегов во местноста Фидовјанови. Додека се движев, пореки си 3 километарското асфалтирано долго џаде и не видов жив човек по полето, некој нешто да работи во нивчињата или бавчите што се вели. Навистина не бев зачуден, затоа што тој ден беше празник, Спасов ден, и мештаните беа дома, празнуваа. И порече си непол час одење стасав село. Малку чудно ми беше, во Годивје го немаше она вообичаено селско сенародно празнување. Си веле во себе, каде се уѓево, нели е празник денеска? Но додека размислував и одев кон селото, за миг мојата мисла ја отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: добре дојде. Каде си што те нема? Долго те чекаме, ме поздрави Никола Стојановски. Откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме кои сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, си го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Годивје. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домајчин Никола ми напомна да не чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што денеска празник на селово е манастирот Свети Спас, а денеска сето село ќе биде во манастирот во Вакавот. Како што гледаш ми велеше, едни се спремаат да одат во манастирот, да запалат свеќе за здравје, а пак други се спремаат да појдат на гости кај своите роднини и пријатели, затоа што Спасов ден се слави и во други села во Горна славна Дебарча, а слава без гости не ја бива. А ако не си и овие славите, вака како што не гледаш, не останува ден да се видиме, неути не сакаме, едно видување е еден век, арнама годиниве не навасаа, нозете не одат, ми велеше мојот домајчин Никола Стојановски. Што току мојот домајчин Никола почна да ми раскажува една од многуте приказни за неговото родно село Годивје, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Никола, и тие ми велеа, редно е и ти да си дојдиш дома. Ајде со нас, наши сме, како наште сапиме, како домороден да си во селово, да одиме во манастирон, таму се сите, попот го чекаме да дојде, сите адите да ги направиме, како што било од памтивека, па се до ден денешен, ама се да снимиш,
се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во Годилје, било за Спасовден, било за Великден, Илинден, за селската слава Митровден, било за крсната куќна слава, без благослов на селскиот поп, без света утринска литургија, без да го освети лепчето, виното, без да ја освети водата, попот, ни еден адет, ниту еден обичај не се празнува во ова село и секогаш така ќе биде и ќе остане, ми велеа моите домаќини од селото Годилје. Од Дебрца. Од Дебрца, Од кое место? Од Здолени. Од Здолени. Да. Кај денеска сте дојдени овде на Спасовден, Празник. на празникот. Што се вика да се видиме, Тоа не е битно. што вика старите нови дување е демеке. Така е, така е. Еве јас по трет пат доаѓам во селово и се чувствувам како да сум тука израснат. Така е, Зоки, така е. Да ми ти поможи. И на сите па и на моето семејство што се вика. Така Ова не е така заборавено село. А иако е серијалот заборавено, меѓутоа пораката дека нашите села ќе живеат и понатаму. Така е. Само напред одиме, Добро не е, е добро е. Оти сето ова што е изградено, нашите предци го правеле и ние да оставиме на нашите поколенија. Нека едено за Го обновуваме. нека едено за многу години живо заедно. Години да помоги на сите. Инаку денеска се наоѓаме во селото Годилје, кое што е едно од постарите селски населби во подрачјето на Дебрца, се наоѓа во Горна Дебрца. Името на селото потекнува од машкото име Годислав, Годислав. Се наоѓаат многу такви имиња некаде во средниот век во црковните документи, така што ова село ги има добиено по веројатно првиот жител кој што се населил тука. Ако сакаме да ја бараме основата на формирањето на ова село, тогаш ќе тргнеме од ова место кое што во народот се вика црквиште, меѓутоа тука се наоѓал манастирот Свети Спас. А еве веќе со активноста на црковниот одбор од селото Годилје, оваа традиција се обновува и еве денеска се наоѓаме на еден од тие собори каде што имаме народ од Дебрца и од поблиските места од Охрид и така натаму. На ова место почнува формирањето на селото Годилје. Овдека се дојдени првата фамилија, се викале Крилевци. Тоа е голема денеска фамилија во Годилје, меѓутоа тие почнале да се заселуваат тука. Кога дошле тие овде било обрастено со големи дрвја, со шума. И има едно предание кое што кажува. Меѓутоа, од другата страна, кај реката, дошле друга фамилија, тоа се Ѓоковци или Котевци. Тие дошле од местото Војо, се вика, а овие Крилевци дошле од местото Грот, тоа се наоѓа некаде горе на Славе планина. Значи, кога дошле овде Крилевци, запалиле оган и после нив доаѓаат Котевци или Ѓоковци. Ѓоковци гледаат дека тука чади и сега се плашат да дојдат кои се не знаат што е тука, кои живеат, кои се тие, која фамилија, кој народ живее тука. Едно време
се здружиле, значи се запознале и почнале да го формираат селото. Значи основата на селото им е Крилевци и Ѓоковци. Мојот пријател Никола Стојановски, пред да ми ги раскаже многуте приказни за неговото родно село, што не му ги раскажувале неговиот дедо и неговата баба, ме замоли да ми ја раскаже приказната што пред 2-3 години ја прочитал од една книга која случајно му се нашла при рака, напишана од еден многу познат учен човек од Македонија, кој пред многу години се иселил во Белград, а бил доктор по историски науки и дека тој исто така, како јас ги шетал сите села во Македонија и се викал Јован Трифуновски, а меѓу илјадниците страници напишени во таа книга за сите села во Македонија имало запишано многу податоци и за неговото годивје. Може, како не може, му реков. А мојот пријател Никола Стојановски вака си ја започна неговата приказна. Во книгата што јас ја прочитав, напишена од Јован Трифуновски, за моето родно село Годивје, пишуваше: Годивје се распостила на јужната падина на Краорман. Соседни села на Годивје се Сливово на исток, Врбјани на север, Ржаново и Селци на запад, Лактиње на југ и Јарбиново на југоисток. Со вода за пиење селото се снабдува од карстното врело кој се вика извор. Годивје е село од збиен тип. Куќите се групирани во 3 мала: горна на североисток, средна на југ и долна мала на исток. Поедини места во атарот на селото ги носат следните имиња: Горни и долни Локви, Бел Камен, Војово, Присој, Корија, Рајчиница, Кобилица и други викани места. Во книгата што јас ја прочитав, напишена од Јован Трифуновски за моето село Годивје, го прочитав и ова што во продолжение ќе ти ја раскажам од оваа репортажа, вака пишуваше: Во старо време старото Годивје пропаднало и народот се иселил во Прилепско, каде што го основале новото село Годивје. После пропаста на старото Годивје, денешното Годивје го обновиле родови кои живееле во раселените села Војово и Гров. Тоа било средината на 18 век. Во Илиндешкото востание селото било запалено поради силната активност на местното население, при што биле запалени 98 куќи, а биле убиени и неколку невини жители, стари и млади. Населението многу страдало и во текот на Втората светска војна, тогаш населението трпело од бариистите. Од ова село излегле и доста партизани, а во чест на загинатите партизани во селото има и споменик. Во партизанското време германците горе на планинчето Горица, кај Свети Вартоломеј, тука имало црква на времето, еве сега ја возобновуваме. Биле стационирани, заградени со жица и во патрола доваѓале пред Зајдисонце по четворица и се враќале. Тука тие нема никаква интервенција имано, единствено ранет беше еден дедо Ангеле се викаше, тој беше првоборец со трајче, дрварчето. Главниот штаб на војската на Македонија бил во Бела Вода. Тоа е горе на другата планина преку ова што е, тоа е Годискиот татар према Ржаново, Локов таму. Према Малесија. Према Малесија. Таму бил главниот штаб и контактите со главниот штаб ги имале преку населението тука. Поддршка во храна, во облека, во информации имале од тука, посебно од селото Годивје. И од тука има и
голем број се уште живи борци. Дедо ми е учесник во 6-та бригада, Златан Ангелески. Јас сум очевидец на Втората светска војна. Очевидец сум на сите овде действија кои ги водеја партизаните со германците, со балистите, со италијаните. Значи, јас сум жива легенда и во тоа време, иако бев мал, али све знам што се дешаваше. Знаете дека се формира баталјонот Мирче Ацев. На Славе планина. Точно од Мирче Ацев слегува во село Годивје, 7 партизани беа на исхрана кај татко ми. А јас како дете прв пат видов пушко митралјез, ама сега знам дека сум ја војно лице, а ние го викаме кртечница. И ме натера да легнам со неја со тие ножиња и неколку пати ја тргај, па опали, тргај, па опали, толка беше и накото. После тоа се формира прва македонска косовска ударна бригада во село Сливово. Сите партизански одреди што беа овде, значи, сите тогаш се формира, а ние деца, и брат ми мој, и другите вршници негови, кои чуваа стока, значи ги храневме партизаните со нашата стока. И тоа, одборот ќе одреди колку дава Никола, колку дава Петко, колку дава некај други и така, и сите ги бележевме со црвена боја, јагнијата дека тие се за партизаните. И така чиневме, отерај ги во планина и тие таму ќе ги земат сие и така ги хранелни и партизаните. Поголемиот број родови во селото се староцерелски, кои некогаш живееле во сега веќе раселените села Војово и Гров, кои постоеле во атарот на Годивје. Староцерелски родови се Чораповци, Секуловци, Попајđовци, Јаковчевци, Шутаровци, Андреевци, Веспотовци, Бачовци, Станковци, Дојкиновци, Шипинковци и Коруновци, а пак доселенички семеја род е семејниот род на Џоковци, кои потекнуваат од некој нивни предок по име Кузман, кој од Џаковица поради крвна одмазда се доселил во Годивје, каде што народот од Дебарца во чест на основачот на семејниот род на Џоковци, Кузман, ја испеал и ја обнародил народната песна за Кузман Капидан. Ние сме од семејството Шипинковски. Така е, семејството Лозата Шипинковски. Меѓутоа со новите, онако ги изменивме презимињата, ние се возделивме од мојот прадедо Петре, Петрески сега се викаме. И затоа сега сме Петрески, а иначе Лозата ни е Шипинковска. Твојот татко се викаше? Никола. Така. Мајка ми се викаше Божана. Таа од која фамилија и од кај беше таа? Татко ми е од таа Шипинковска лоза, а мајка ми е од Видовска лоза. Тоа е друго, онако... Друг семеен род, така? Друг семеен род. Од истово село? Од истово село, Виловци. Потака да речам краткиот престој во манастирскиот двор на манастирот Свети Спас и откако на моите годивјанци им реков дека тука ќе бидам во нивното село, заеднички да го празнуваме Спасовден и откако им предложив сега за сега тука да го прекинеме празнувањето за да прошетам и селото, да се видам и со другите нивни соседи и откако во нивните очи ја видов нивната радост заедно со дел од собраните мештани во манастирскиот двор, се упативме низ селото, каде што на моите домајќини им предложив и јас да ги запознам со дел од моите сознанија за нивното село Годивје. Бива ли, им реков? Бива, како не бива, ми одговорија. Хајде и ние нешто и од тебе да научиме,
па да им раскажеме и ние на нашите внуци и правнуци и тие да знаат, ми одговорија. Прв пат селото Годивје во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Моисеј и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел цар Самуил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Годивје се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Војово, во која имало 48 куќи, во кои живееле 35 христијански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568 и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 3 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Годивје се споменува како гров и припаѓа на Дебарската нахија и имало 36 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите рисјани. Исто така Годивје се споменува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Охрид, каде што се среќаваат и неколкумина занечи кои дошле од селото Годивје, Охридската каза, каде што пишува дека во Мустафа Паша Ан, во Хумберџи Мустафа Бек Ан имале своји терзиски дујчани. Исто така, во 1846 година свој терзиски дујчан имал Климе, син на Науме, кој бил обврзан да плаќа џеза, данок на приход од 100 гроша годишно. Во Силарскиот Ан во 1847 година дујчан од ортомџискиот занајат отворил Саме, син на Нико. Дека селото Годивје на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19 век, па се до првата половина на 20-тиот, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 и 1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, каде што е запишано следново. Во 1873 година селото имало 80 домаќинства, 225 жители христијани. Според статистиката на ВСЛ Кънчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Годивје живееле 580 жители,
сите македонци, а според секретарот на бугарската езархија Димитар Мишев, во 1905 година Годивје имало 576 жители. Втората половина на 17 век за Годивје е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на отоманскиот башибозук. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија во претходно разорнатата манастирска црква Свети Спас, која се наоѓала на источниот дел од селото. Потребата за организиран црковен живот ги наведува мештаните од Годивје во 1860 година да ја обноват светската црква Свети Никола. Градбата на црквата е еднокорабна. Покривната конструкција е изградена на две води. Влезната врата од црквата е сместена на западната страна и над неа има мозаик со ликот на Свети Никола. Освен манастирот, најмногу беше активна црквата Свети Ѓорѓија, црквата Свети Никола и Свети Спас. Значи, таму каде што се вршеа сите верски обреди. И оде никогаш не престанаа тие верски обреди, без разлика што социјализмот тогаш пропагираше може, не може, меѓутоа не престанаа тие светски селски обреди, обичаи и така. Значи, вие знаете, има по селата на некој слави носат крсти низ полето, па ние носеме на Ѓурѓов ден и така натаму. Меѓутоа, можам да ви кажам, пошто денеска е Спасов ден. Ја немам 700 години па да знам што било, али мајка ми што затекнала како девојче ми зборуваше дека Свети Спас бил голем манастир, имал многу манастирски имот, да, и имал многу луѓе кои служеле во него. Мајка ми кажуваше, имал манастирот преку 500-600 овци, имал преку 100 говеда, не знам, имал коњи, имал крави, имал све тоа, и има многу конаци кои сега воопште не постоја. Али ми рече дека манастирот уште за време на Османлиската империја бил сравнет со земја. И ново манастирче е дел од тој манастир, само негде околу 10-15 метра подалеку од темелите на стариот манастир. Населението од Годивје претежно се занимава со одгледување на земјоделски производи, пред се поради погодната топла клима и силните средноземни влијанија кои продираат во овој регион. Во 1948 година во Годивје живеат 745 жители, во 1953 година 736 мештани, во 1961 година Годивје имало 630 жители, во 1971 година 479 жители, во 1981 година 267 жители, а во 1991 година 151 жител, во 1994 година 104 жители, а во 2002 година во Годивје останале да живеат само 92 жители. Во подалечното минато, мештаните од селото Годивје учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото дало голем број на македонски револуционери. Исто така Годивје не го избегнуваат воените действија, како од првата и втората балканска војна
така и од Првата и Втората светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил. Гурбетистото од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција, речиси, и никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото Годивје имале добри дујчари во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделските работи и за домашни потреби. Излегов од Македонија 64 година за Канада. И тамо остане до денес. Во кое место живеете во Канада? Во Торонто. Ајде лака сега да направите една споредба, кога ќе чуете наша песна убава македонска, кога ќе го видите орото наше македонско, кога ќе појдете на нашите свадби македонски и кога ќе да оде во Македонија. Се радува ли душата? Многу, од срце. Цел македонец, од петит па до глава горе. Кога ќе дојдеш одека во Македонија, во твоето родно место, се радува ли душата? Многу, многу. Твојата куќа кај што се роди во Латиње, постои ли уште? Уште постои, ево е близу 100 години, имат и уште постои. Од твојата фамилија одека во Латиње имате ли? Имаме доста. Кој ќе се бие? Па ево имаме. Здравко, Давид. Здравко, Давид, Миле, сите таму речиси. Многу има, без да ги пројдем. Повеќе. Кој ќе им порачате на сите наши македонци каде да се наоѓаат? Дали е убаво да се дојдат дома оно каде се родиле, затоа што велат старите, убаво место родното нема никаде? Јас му порачувам на сите наши да се вратат во родното место и да видат што е ова убавина, што го нема во светот. Родното место е секогаш за секогаш. Кога секој добронамерник ќе дојде во Годивје и кога ќе прошета ни селските сокачиња и пачиња покрај старата традиционална македонска царчиска архитектура која ја има денеска, ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новата современа урбана архитектура. Како што велат моите домајчини од славно-дебарското село Годивје, а детите, обичаите, свадбите, крштевките, селските, зимските и крстните куќни слави, го одржал овој народ во ова место, каде и да се наоѓаат нашите соселани, било во Македонија, било во Америка, Австралија, Европа, Канада, тие никогаш не го забораваат своето родно огниште, својот роден крај, својата славна Дебарца, затоа што, како што велат селаните од ова село, убаво место од родното нема никаде. На мообетењето, како што вели народот, му нема крај. Морав да си одам од селото Годивје, иако селаните ме поканија да им бидам гостен. Ги оставам моите домаќини да си го празнуваат патрониот празник на селото и на манастирот Свети Спас, со едно ветување кое им го дадов на моите пријатели од селото Годивје, дека кога било да ме наведе патот кон славна Дебарца, пак ќе дојдам, пак да се видиме, само здравие Господ да им даде на сите годивјанци, каде и да се наоѓаат тие, а се разбира и на сите нас. Четврта јас дојдов, узубила се вие,